Бушеви глави! Оценки се кога нешто ќе направиме и кога тој што е главен, тој не оценува. Кога ние нешто ќе направиме и наставничката и наставник. Се едно, да не губим време се, и тој не оценува нас. Ако, например, имаш лош тест направено, ќе имаш единица. Имаме некој тест на училиште и кога го направиме добро ни ставаат оценка 5, а например кога ќе го направиме лошо тестот ни ставаат единица. Оценка е како например ние да правиме некој тест и наставничките да ни го оценуваат тоа. Го направиме добар тестот ќе добиеме 5, ако не го направиме можеме да добиеме 4, 3, 2 или кец. Ако си направил добро, ти стај оцен. Оценки се нешто, оценување, например, ние детето во училиште тука што учиме, наставничката ќе ни стави оценка, например, дали ни е добро решено или дали ни е добро нацртано. Бушеви глави! За да имаме подобри оценки, вежбаме, учиме. И кога, например, ние нешто добро сме направиле, не става 5 во основно, во средно, факултет. Кога сме за понапредните става 10. Родителите ги оценуваат на работа, дали се добри, им дават плата за тоа. Нас не оценуваат во училиште, дали имаме добри оценки на крај на годината, дали имаме добар тест направено и така. Да, децата се тажни кога имаат слаби оценки. Поважни се оние оценки што ги добиваме писмено. Оценките се задолжителни на училиште. Па немаат сите исти оценки, бидејќи некои деца малку се послаби, а некои се многу подобри во пишување, математика и такви нешта. Најдобра оценка е 5, најлоша оценка е 1. За мене оценките се многу важни, а за другите не знам. За другите не знам кои се важни, за кои се важни, за кои не се, но за мене се важни. Оценка е нешто што у школо или на факултет те оценува за твоето знање и колку си запознаен со оно што за што треба да одговараш, дали е тоа било кој предмет. У спортот нема. Оценки у спортот има ако си добар одиш на поголем ниво, ако си добар ќе те барат многу повеќе клубови, ако си добар одиш чекор по чекор напред и стануваш првен спортист. Бушеви глави! Бушеви глави. Мојата порака е до сите деца да искочат малку повеќе надвор, да се играат, да се дружат, да искористат додека се млади, пошто кога ќе завршат школо, кога ќе завршат обврски, тие детски, доаѓа еден живот каде треба многу да размислуваат и мислам дека треба да искористат секоја минута од детски живот да уживат. Немам коса, да имав коса, бушави глави.